Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани колеги пратеници, многу почитувана македонска јавност, врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието, го поднесуваме предлогот на Закон за изменување на Законот за ветеринарно здравство, скратена постапка. Би сакал да дадам едно кратко образложение за состојбите кои треба да се уредат и причините за донесување на законот. Во постојното законско решение се уредуваат организацијата и одговорноста во вршењето на ветеринарната дејност, начелата и постапките и се она што е поврзано со заштитата на животните и луѓето од болести кои се пренесуваат преку животни, како и активности против заразните болести кај животните. Исто така, законското решение ги уредува и општите услови за ставање во промет на животни и производи, како и други прашања поврзани со вршењето на ветеринарната дејност. Во законот, во постојниот закон, членот 105а воведува посебна постапка за едукација, при што во пракса нејзината примена создава бирократска сложеност и правна фрагментација. Постои определена неусогласеност со правната природа на инспекцијскиот надзор согласно Законот за инспекцијски надзор. Во пракса, она што е интересно да се спомне е дека кај инспекторите на терен е креирано ограничување на флексибилноста во нивното работење, како и во нивната ефикасност. Од тука, овие цели кои што се детерминирани во делот на превенцијата и укажувањето може ефективно да се реализираат преку овластувањата кои што ги поседуваат самите инспектори. Заради овозможување на поголема ефикасност во работењето на инспекторите и на инспекцијскиот надзор, меѓутоа, од друга страна и зајакнување на довербата кај оние субјекти кај што ќе биде извршен инспекцијскиот надзор за нивна поголема правна сигурност, меѓутоа, од друга страна и примена на мерките кои што ќе ги изрече самиот инспектор, ние го предлагаме ова предлог законско решение, односно изменување на постојниот закон. Со овој предлог на закон се поедноставува законската рамка и се обезбедува усогласеност со општите закони за инспекцијски надзор и прекршоци. На крајот, со усогласувањето, крајниот резултат ќе биде зголемена ефикасност. За спроведување на законот не се потребни дополнителни финансиски средства и не повлекува материјални обврски за било кој субјект. Во согласност со претходно спомнатиот член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, бидејќи воопшто не станува збор ниту за обемен, ниту за сложен закон, предлагаме Собранието по предлог законот за изменување на Законот за ветеринарно здравство да расправа по скратена постапка. Ви благодарам. Јас ви благодарам. Пропозивни депутати. Предлогот на пратени